Здраво на сите. Следите уште една емисија на час, каде што овој пат ја правиме малце во импровизирана состојба. Со мене се студентските представници на Универзитетот Свети Кирил и Методи Боријан Евтимов, исто така на Универзитетот Гоце Делчев со мене е Мирко Наджаков и исто така од Универзитетот Свети Климент Охридски од Брина, со мене е Дона Петров. Дечки, фала ви што се вклучувате во ова импровизирано студио. Веќе 3 недели факултетите не работат, бидејќи откако се воспостави таа vanredna состојба поради COVID-19, па некако малку ни се изремитија сите, како да кажам, распореди, начин на учење и комуникација со професорите. Па затоа во оваа епизода малку ќе начнеме темата за онлайн полагањето, меѓутоа и како сега се одвива целата настава во високото образование. Бидејќи цела оваа ситуација претпоставувам и вас лично ве засега и ве погоди, па еве можеби ќе почнеме со тоа како вие лично се прилагодувате на цела оваа ситуација. Можеби Дона би сакала да почне. Добро. Кај нас генерално добро течат работите. Ние направивме 2 анкети, анонимни, кои што беа до студентите. Едната беше дали сакаат студентите да има онлайн настава, втората беше дали сакаат онлайн полагање. Со тоа најдобро знаевме која е желбата на студентите. Сега, значи, на првата анкета во однос на онлайн предавањето се изјаснија дека се за, че сакаат, додека за полагањето беа против. Па така и ние како нивни представници од Универзитетското собрание и ние изјаснавме така дека сакаме да пробаме со онлайн настава, додека за полагањето сме стрикно против. Сега, значи, веќе 2-3 недели како имаме онлайн настава, се е во ред, ние сме постојано, значи, во контакт со сите факултети. Значи, досега немаме никакви пречки, сите држат настава, се е во ред. Од друга страна, тие кои што не можат да стават добри професори кои што знаат да направат компромис, така да наоѓаме начин да го изведеме. Додека за полагањето, досега, значи, бидејќи тоа се одлучува на наставно-научен совет, мислам дека така и на другите универзитети, па да ги кажат, кај нас досега се изгласа против. Значи, реално и професорите, деканите, студентите се против, така да за сега е против, додека на оние факултети каде што досега немаат одржано наставно-научен совет, генерално се за физички да се. Добро. Можеби еве Боријан исто така би сакала да сподели нивно искуство како е? Прво, фала на поканата и за можноста да се учествува во дискусија муабет што и да е со студентски представници од другите универзитети. Да, малку импровизирано моментално, меѓутоа тоа е тоа. Универзитетско студентско собрание и студентските представници тела на УКИМ мислам дека се снаоѓаат релативно добро со моменталната ситуација. Се гледам дека логиран сум од службениот мејл, само да сменам од Боријан Евтимов да не пише Универзитетско студентско собрание. Ете така. Мислам дека добро се снаоѓаме, ги користиме технолошките решенија кои ни овозможуваат постојана комуникација помеѓу студентските представници, комуникација со студентите и работа и задоволување на нивните потреби и барања. Како Универзитетско студентско собрание продолживме со малце изменет тек на работа, со малце изменети приоритети, меѓутоа се приспособуваме на ситуацијата и се надеваме дека колку што можеме подобро ќе завршиме нашата задача. Моментално главен фокус ни е наставата, односно изведувањето на наставата. Откако се донесаа правилници на УКИМ според кои наставата ќе се одвива со далечинско учење за време на мерките, со тоа што се остави можност да биде или видеоконференциски или преку други средства за двонасочна комуникација, како мејл, сега ние како Универзитетско студентско собрание и факултетски студентски собранија се обидуваме да се скипат и можам да кажам дека најголем дел од наставните кадри така ја држат наставата и најголем дел од студентите имаат можност да слушаат онлайн настава.
Јас би те Моментално почнавме процес на наблюдување на споредување. Не прекинеш? Како? сакам да те прашам, бидејќи неодамно објавивте самите студенти да пријавуваат доколку на нивните факултети нема онлайн настава, па сакам да прашам дали може би до вас веќе стигнале некакви поплаки или забелешки? Да, изненадени сме од активноста на студентите, има околу 80 на пријави. Не изненадени наистина бројот, не очекувавме толку голема активност од студентите, па сега ги процесираме пријавите, кои ќе ги бидат испратени до факултетските студентски собранија. Тоа е првата фаза на постапката, а потоа и ќе се обидеме да комуницираме со професорите кои не држат видеоконференциски предавања, а природата на материјата која предаваат го дозволува тоа, да им помогнеме доколку не знаат, доколку не може да ги одржат тие предавања, а доколку да држат предавања поради необјективни причини, универзитетот на онлайн предавања. Добро, може така. Можеве малку и Мирко да ни каже кај нив како е, значи бидејќи вака, јас сум прво среќен што на УГД за прв пат од кога е основан универзитетот, 13 години, јас сум среќен што за прв пат студентите активно излегуваат да го кажат своето мислење во врска со одлуките на универзитетот. Вака, ние како универзитетско собрание за прв пат мислам дека покажавме толку голема активност, така што испративме барања до ректоратот, односно сите барања на студентите ги застапувавме пред ректоратот, пред ректорот и проректорите. За нас тоа бидејќи ние сме интегриран универзитет, сите одлуки мора да одат од најгоре, односно од ректорат. Исто така спроведовме и на онлайн анкета. Онлайн анкетата излезе дека 82% од студентите се изјаснија дека се против полагање на онлайн колоквиуми, електронски колоквиуми, а 18 се изјаснија за. Анкетата траеше 24 часа, што истото беше процесуирана до ректорат дека мнозинството, односно 82% се против одржување на колоквиуми. Имавме доста аргументи зошто сме против одржување на колоквиуми, сега да не ги набројувам, но универзитетот ни одговори со тоа што на новата уредба со законска сила за високо образование која што беше донесена од владата на 24 март, добро не е битно, беше во насока да универзитетот, односно факултетите исполнуваат технички услови електронски за спроведување на колоквиуми, истите да можат да вршат контрола над студентите. Тоа не се многу согласивме дека во овој дел универзитетско студентско собрание и ректоратот не се многу согласија дека ќе може да се врши контрола, но на крај сепак ректоратот не попушти. Исто така баравме од ректоратот да се донесе одлука за спроведување на електронски колоквиум, бидејќи таква одлука формално правно не беше донесена. Истата се донесе во најбрз можен рок онлайн. Така што на УГД е малку поразлична ситуацијата за разлика од ДУКЛУ и УКИМ, така што веќе 13 години УГД располага со онлайн платформи за учење, со онлайн библиотека и еве на нашите предавања и колоквиумите испроведуваме. Така, јас би прашала бидејќи претходно, колку што знам, Борјан и Дона има некаква загриженост дека со онлайн полагањето може да доведе до некакви злоупотреби, во смисла нели да се добиваат оценки меѓутоа и да се препишува или да се злоупотребат тие онлайн алатки. Па би прашала што конкретно, мислам, како вие гледате на полагањето? Дали може би од една страна да има злоупотреба, меѓутоа дали од друга страна и значи дека може би ова еден чека што треба да се направи за дигитализација на самите универзитети? По примерот на УГД. Може Дона прво да одговори. Добро, се разбира дека има и позитивни и негативни страни. Тие студенти кои што реално учат, нема да му мени дали ќе биде електронски или ќе биде физички. Меѓутоа, навистина, сите знаеме дека постојат студенти кои што сакаат на некој начин полесно да си го завршат факултетот. Сега, тука нема да има еднаквост помеѓу тие квалитетни студенти и помеѓу тие кои што сакаат на некој полесен начин да го завршат.
знаеме дека ги има, затоа што на сите 3 универзитети има многу голем број на студенти. Сега, не знам, од друга страна, во секој случај би требало да биде физички, затоа што постојат и такви студенти кои што навистина нема да му е битно дали ќе биде онлайн или ќе биде физички, меѓутоа на пример нема да имат уреди или ќе имаат, ама ќе имаат други проблеми со, не знам, врската или со интернетот, небитно, така да во никој случај не можеме да воспоставиме еднаквост. Борен, ти што мислиш? Па, еве, дур траево интервју 2 пати ми падна мене конекцијата. Да, и мене излегов еднаш. Добре. Да. Така што не мислам дека треба да избрзуваме и под паника дека кризата ќе се продолжи, под паника дека кризата ќе го промени начинот на живот, да носиме избрзани решенија. Да, дигитализација е дефинитивно потребна на универзитетите. Да, треба да бидеме храбри и да превземаме решителни чекори. Меѓутоа треба и да бидеме внимателни да не направиме грешки, да не избрзаме со некои решенија и потоа тоа дополнително да го срози квалитетот кој и онака е дискутабилен во нашиот образовен систем. Така што не мислам дека требаше да го фатиме овој пат и веднаш да бараме решенија, туку требаше да смириме топката, сесијата е во јуни, ќе има простор и понатаму за полагање, можеби требаше да се смири топката, да се фокусираме на настава, да се фокусираме на учење и паралелно да бараме решенија кои можеби, доколку продолжи кризата, ќе ги применевме. Вака ние што направивме у паника да решиме се за 2 недели, се плашиме. Еве, дур со управо интернетот на Борјан, можеме да начнеме и таа тема. Како пример, вие бидејќи пред се сте студенти, како вие комуницирате со вашите професори? Дали тие се спремни за моментална ситуација? Дали има, да речеме, некаква интеракција или се одвива само по имейл и... Ево, може Мирко нив да даде. Да, вака, прво морам да се кажам дека потполно согласувам со Борјан на што го кажа дека многу се избрза за донесување на решенија за одржување на колоквиуми. Потполно се слагам дека можеби требаше да почекаме до испитите, па да го најдеме најдоброто решение, вака под притисок можеби избрзавме. Но тоа што е. Среќен сум поради тоа што брзо се случи да имаме онлайн предавања, тоа го поддржувам. И онлайн предавањето супер кај нас, мислам, на УГД се одржуваат на Microsoft Teams, така што немаме некои проблеми. Исто така професорите ни даваат и онлайн презентации, така што кај нас оди добро. Сега на другите факултети слушнав дека има малку поплаки од другите факултети, меѓутоа со тек на време тие ги решаваат проблемите. Од типот од техничките факултети конкретно имаат проблеми со, најверојатно ќе имаат проблеми со проведувањето на колоквиумите, бидејќи не може вака усно да ја одговарат и тоа е. Дона, ке тебе како е? Се супер. Реално професорите многу добро се снајдоа. Сега јас не можам да кажам за другите факултети, меѓутоа кај мене направен, се одлично. Од друга страна, значи ние си одиме по распоред како што ни беа часовите, така си продолжуваме онлайн. Сега имаме барање од нашите колеги да се преместат часовите да бидат од 16 часот натаму, за да можеме нели да го искористиме заради новиот политички час времето. Па професорите, мислам, сосема се во ред со таа идеја, така да најверојатно сега само ќе го поместиме часот, додека се останато е супер. Ние си тераме уште пред да се реши за онлайн настава, направниот реално почна со онлайн настава, така да ние некаде сме и при крајот на вториот колоквиум. Така нас е супер. Ево, Борјан, се надевам дека малку се најде од кај. Ево, чисто да споделиш и ти твое искуство, како кај вас се одвива наставата, дали е спремен како за оваа ситуација моментално, бидејќи сепак е едно од поредките и долго трае, веќе 3 недели.
Прво се веќе што не бев на испит, зашто ако ми падне сега интернетот, или ке можев да го прочитам прашањето што не го знам, или ке паднев и ако ги знаев прашањето. Да, јас сум задоволен. Значи, да потенцирам прв пат у живот, сум задоволен од високообразовни институции што добро се снаоѓаат со наставата и вклучително и факултетот кај што јас студирам, правен факултет, да вистина у најдобар ред све се одвива, професорите се трудат да го пренесат знаењето онлайн, немаме забелешки од студентите. Некојаш се случува се да падне конекцијата или да се преполни бројот на студенти кои да се максимизира па да не можат одреден број на студенти да го следат предавањето, меѓутоа тековно се решаваат проблемите. Така што односно наставата се е супер, ама сега не ја слушав дискусијата како се движеше претходно, зашто ми паѓаше. Да не се повторувам за наставата, и административните работи се вршат онлайн, а исто така и здравственото осигурување од во овој период 2-3 дена 5 факултетите почна да ги испраќаат податоците до фондот за здравствено осигурување. Претходно, иако имаше договор, имаше некаков проблем, се надмина тој проблем, па така студентите не мора да одат да земаат потврди па да ги носат до фондот, тоа е електронски. А претходно голем дел на студенти ја немаат таа можност, односно мора физички да ги носат. Така што тековно се снаоѓаме и ги решаваме проблемите. Единствен судир веројатно со дел од професорите се онлайн полагањата и онлайн проверката на знаење. Добра, ви прашав така, како е да речеме, како институциите според вас реагираат, бидејќи се избрза да некако нели ова со онлайн полагањето, меѓутоа колку вашите реакции сметате дека моментално се слушаат, бидејќи вие сте сепак студентските представници? Јас говорам кој. Може ајде Верка. Вака, на УГД, во главно ако гледаме, тие барања што беа од студентите за неполагање на колоквиуми, наведовме и повеќе аргументи дека дали прашање дали секој студент има онлайн уред, мислам има електронски уред, извинувам, за полагање на колоквиуми, за следење на настава. Друг аргумент беше тоа што немаше одлука формално правно и аргумент дека од предавањата не ни се одржани во целост. Така да ректоратот ни излезе во пресред универзитетот со тоа што колоквиумската недела ќе биде одложена до 30 април, а требаше да биде само една недела, ќе биде цел месец. Со тоа се сложивме, но во главно ректоратот не ни прифати нашите првични барања. Првичните барања беа тоа да не се полагаат колоквиуми, да не се избрзува сега со решенија, туку да се оди онлайн настава како што треба. И на крајот да има или онлайн полагање или физичко полагање доколку престане ова вонредно состојание, доколку помине вирусот. Во главно нашите барања првични не беа прифатени, во второто барање кое беше за дополнителни сесии, за продолжување на рокот за запишување, за полагање на колоквиумска недела цел месец и за додатна казнена испитна сесија во април, која што требаше да биде само една недела и таа ја продолжи цел месец, ќе трае од 15 април до 15 мај, така што вторите барања ги прифатија, но првите не, за дека студентите навистина беа против и се изјаснија во однос на тај дел и во анкетата, така што не беше прифатено од ректоратот мислам не е изговор, туку под објаснување дека УГД има услови за електронско полагање на колоквиуми и дека може да спроведе секој професор, односно секој факултет може да спроведе контрола врз студентите, односно онлайн полагањето на колоквиуми. Донекаде што останува се уште предизвик освен онлайн полагањето? Добро, за разлика од УГД имаме спротивна ситуација. Ние многу добро соработуваме со ректоратот и уште на почетокот кога се начна темата, значи за предавање за полагање, кризниот тим кој што е составен во ректоратот, од ректорот, проректорот и други раководители ме повика за да разговараме, за да можам да му го доставам гласот на студентите. И уште од старт започнавме да работиме
за тоа кои се желбите на студентите. Затоа, значи, од самиот старт, кај нас, од ректоратот рекоа дека доколку не сакаме, нема да има, и тоа е многу добро, затоа што навистина имаме многу добар однос. Од друга страна, како што рече нели Мирко за како рече Мирко дека кај вас ви ги одложија да видат на крајот на април. Да, не. Од 1 април почнуваат до 30 април. Околната недела од една недела ја продолжат со месец. Така. Епа, кај нас, уствари, ние исто ќе продолжиме да имаме настава до крајот на април, меѓутоа нема да имаме потоа колоквиум, за разлика од другаде. Туку ќе се чека да се најде прв момент кој ќе може физички да се оствари. Барем тоа е за сега целта. Сега, доколку, например, испадне да се продолжи кризата и да трае цело лето, ќе бараме други алтернативи. Меѓутоа, за сега сите сме за физички. И студентите, и професорите, и општо ректоратот, затоа што сепак не почитува жалбата. И тоа е многу добро, затоа што добро сработуваме. Боре, јас прашам еве со тоа може и како и завршна порака може да биде според тебе што останува еден таков предизвик нели покрај онлайн полагањето за студентите моментално кои што се наоѓаат? Чекај секунда. Добре. Класична ситуација која се случува на Zoom. Како завршна на цела ова дискусија, што останува еве и за УКИМ, и за УГА да може да и за УКЛ како еден предизвик и со онлайн полагањето, меѓутоа и со целата оваа ситуација која што настана поради коронавирус? Не е само целата ситуација со коронавирусот, општо целата ситуација во образованието. Короната ќе помине, а образованието ќе остане таму кај што е. Ние мора постојано да се бориме за подобрување на квалитетот, за подобрување на условите за студирање, за подобрување на целата работа на високообразовните институции. Така што ова е само дел. Од една страна можеби позитивно влијаеше тоа што се заврза процесот на дигитализација на универзитетите, па и не впуштија во некои експерименти за кои што не сме размислувале до сега дека ќе се пременуваат. Така што мислам дека без разлика дали има корона или не, ние као студентски представници и општо сите студенти треба да се стремиме кон подигнување на квалитетот, кон подобрување на условите за студирање, кон подобрување на студентскиот стандард. Со тоа би заокружил и би ги повикал сите професори да соработуваат со студентите, бидејќи студентите го прават тоа со најдобри помисли, во интерес на себе личен и во интерес на целиот образовен процес. Така што не треба да има судир меѓу професорите и студентите, туку треба да има соработка и професорите да разберат дека сите барања на студентите, па макар и оние кај што не се согласуваме со нив, се со најдобри намери. Се надевам дека истото е и обрат. Јас ви благодарам на сите што се вклучивте. Тоа е сега со интернетот. Мислам, тоа е предизвикот што го има, нели, целиот пресрод кон онлайн светот. Така што ви благодарам уште еднаш што бевте дел од на час и се гледаме во нека друга прилика со некои нови информации на оваа тема. Чао! Благодарам.